СДСМ и ВМРО ДПМН на пресконференција денес зборува за исчезнати милиони евра и за криминална штета на државата и граѓаните. Во 2014 година, во време на ВМРО ДПМН, Комисијата за заштита од конкуренција повела постапка за забранет договор, картел при јавни набавки и донела решение за казни. Ова, почитувани, е тоа решение. Фирми кои дел се поврзуваат и со Божиновска формирале енергетски картел со намера да ја диктираат цената на увозот на струјата на тендерот на Елем спроведен во 2012 година и да профитираат. И внимавајте, не се случило тоа еднаш. 11 пати биле прекршувањата. 11 пати. Па дали е ова нормално? Секако дека не е. За дел од овие фирми кои исклучиле картел и Царинската управа открила затајување данок во износ од 1,8 милиони евра. СДСМ се сомнева дека преку слични шеми се планираат малверзации и заработки од страна на Мицкоски и Божиновска и дека токму ова е причината за создавање на новото министерство. Сетици милиони евра повеќе се собрани во државната каса од страна на УЈП, Царинската управа и јавното претпријатие за државни патишта во месец јули оваа година во споредба со истиот месец лани. Јавното претпријатие за државни патишта во јули наплатило 16 милиони денари повеќе од патарени оваа година во споредба со лани. Царинската управа наплатила 12 милиарди денари во месец јули, што е рекордна наплата на оваа институција било кога од нејзиното постоење. Пикот во собирање приходи го има и Управата за јавни приходи, каде се наплатени 13,4 милиарди денари, што е исто така рекорд. Комбинираниот приход на УЈП и Царинската управа е над 25,4 милиарди денари, што е над 415 милиони евра. Ја враќаме државата на народот. УЈП и Царина собраат десетици милиони евра повеќе, наместо во нечии џебови парите ќе одат за нови градинки, училишта и болници. Реализацијата на УЈП, Царина и ЈП за државни патишта покажа дека парите биле тука, само тие не завршувале во буџетот, туку во нечии џебови.